Штип се уште го боли пролеаната крв на Димитар Двојаковски и Владко Петров кај Ваксинце. Двајцата беа жртви на конфликтот во 2001 година, а своите животи ги дадоа во одбрана на државата. Утрото на 3 мај во селото Ваксинце, враќајќи се од позиција, возилото на армијата на Република Македонија влегува во заседа и во вкрстен оган во тесните сокаци во селото. Таму згаснаа животите на нашите Димитар и Владко, а професионалниот војник Горан Митровски од Пехчево беше киднапиран и ослободен дури после 20 на дена. Ние војниците сме научени своите задачи да ги извршуваме точно, навремено и без прашања. Но и сега 15 години подоцна останаа многу неодговорени прашања. Крвта на Двојаковски и Петров е само уште еден трагичен сегмент од македонската историја, проткаена со многу солзи и смрт. Оваа држава се создавала со сила, со многу крв, со многу пот, од нашиот сиромашен, гладен народ, создадовме силна војска и мораме да зачуваме. Кога е прашање, Македонија и македонските национални интереси, не смееме да имаме алтернатива. Македонија е најважна. Штип денес со тага и чемер се потсети на своите загинати сограѓани 15 години подоцна, во нивно и во име на сите загинати се испрати порака за мир. Сакам да порачам дека да не се повтори 2001 година и да пратиме на порака за мир во светот. Секаде каде има војна да застане, затоа што таа носи само несреќи, носи страдање, носи болести, носи уништување. Одбележувањето на годишнината од смртта на штипските бранители пред споменикот над бранителите на Кртеке денес собра представници од повеќе институции, организации и граѓани.